Во Астрорум гостуваат многу звезди од различни области, но мене барем најдраги ми се оние кои што на прва рака, што би рекле, се во некој популарен домен, во доменот на естрадата, а ќе се вмешаат во уметноста, онака ненаметливо, со една британска елеганција, со една префинетост. Луѓе кои што само со својот глас создаваат цел симфониски оркестар, пеат популарни песни, но ќе се прашате за момент дали се тоа нивни песни, бидејќи дефинитивно не се работи само за изведба на композициите, туку на дополнување со својата креативност. Таква една звезда е Џон Илија Апелгрен, кој што го познаваме и како успешен бизнисмен и како еден активист кој што не ги трпи неправдите, но секако најголемиот белег, својата трага ја остава во музиката. Последно нешто што не одушеви беше оној предновогодишен концерт, каде што во Македонската филхармонија заедно со Гордан Спасовски ни направивте момент за паметење, една магија, синергија меѓу публиката и оние што беа на сцена, беа малкумина, една камерна атмосфера, топла, непопуларна во онаа смисла очекувана Френк Синатра, најпознатите теми, туку омилените композиции на Џони. Благодарам за поканата. Драго ми е што сум во единствената емисија која третира теми од културата во државата. Вистина е дека концертот помина убаво и јас сум презадоволен, можеби звучи нескромно, меѓутоа пристапив заедно со Гордан кон тој концерт со многу предпазливост, да не речам и страв, затоа што сакавме да отсвириме и да презентираме композиции не кои се популарни, туку оние за кои што сметаме дека се убави. Јас секогаш сум сакал повеќе да снимам и да пеам композиции кои се убави, а не кои се популарни. Тоа ми е првиот go-to. Она што беше интересно е дека концертот беше распродаден, иако бидејќи бевме пијано и вокал на сцената и имавме тројца гости. Значи најмногу бевме тројца на сцена. Стравот беше од тоа дека затоа што не е популарен концерт, дали ќе има публика. А и во тој период вриеше од други концерти? Па следниот ден беше, не знам, Желјко Јоксимовиќ, претходниот ден беше уште некој, така да онакви популарни концерти кои предпоставам влечат повеќе публика. Да, мислам дека има малце публика која посетува воопшто такви настани во државата. Мислев дека ќе бидат на другиве концерти. Меѓутоа, публиката беше таму, полна сала, прекрасно си помина, мува можеше да се чуе да поминеше, јас бев ептен инспириран и задоволен затоа што звукот беше фантастичен, така да можев да уживам во себе и во Гордан, а тоа да го пренесам на публиката. И многу ми е кејф што го направивме тоа заедно. Гордан е еден млад, прекрасен џез пианист. Дипломиран во Грац. Дипломиран во Грац на џез академијата. И супер ми е со него музицирањето, затоа што и како човек е прекрасен, скромен и културен и фин, така да и комуникацијата ни оди одлично. И можеме да истражуваме во џез музиката заедно. Така да ќе следат уште некои такви настани, сега не знам кога, меѓутоа. Ние поидовме во разговорот од ова време, но овој тип на емисија бара да ве прашам за почетоците, иако јас ја имам таа среќа да ве познавам доволно долго од средното музичко училиште. Малкумина знаат или можеби новите генерации не се толку заинтересирани, вие потекнувате од едно семејство, вам дедо ви е Илија Џувалековски, вашата мајка Ирина, угледна жена која што се уште ја споменуваат луѓето кои што имале среќа да ја познават. Имате уште една Ирина важна во животот, наследничката ваша, така што може ли да не подсетите на таа средина, амбиент во кој што живеевте, бидејќи вие бевте се само не
вообичен граѓанин на Македонија со британско потекло, со татко различен од останатите, не било исто, но сметам дека сето тоа се преточи во една личност која што е крајно позитивна и тој сплет на култури се гледа и на сцената. Предпоставувам дека секој човек го создава својот карактер и морални начела во однос на тоа во каква средина е пораснат и со што се соочува во животот. И тоа не моделира низ животот. Јас сум роден во Лондон, татко ми е англичанец. По разводот на моите родители, 72 сме вратени назад во Македонија. Потекнувам од семејство каде што од на дедо ми страната сите се бават со некаков вид на уметност. Дедо ми има завршено. Дедо ми беше цел живот глумец, актер, меѓутоа има завршено музичка академија во Белград, соло пеење, баритон. Затоа, нали, мениот кров не е ништо чудно. Да. Легендарна улога. Мајка ми има средно пијано, клавир. Братучетките на дедо ми, едната беше професорка по клавир, другата беше прима балерина, другата незина сестра беше оперска певица во Бугарија, така да инфицирани од најрано детство. Да, во тој дел сум инфициран со музика. Со овој вид на музика бев инфициран затоа што мајка ми кога се пакувала да се врати во Скопје со мене и брат ми, си ги понела и незините омилени плочи. И тоа беа Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Френк Синатра, Сара Вон. Имаше и по некоја Кони Френсис додуше внатре. И јас секоја вечер заспивав, пошто бев многу живо дете. Ако немаше музика, немаше да заспивам. Заспивав, ставајќи ги тие плочи на оние постари на грамафони, можеше да ставиш 7 плочи, па кој ќе заврши едната и да следната, да. И заспивав со таа музика, така да предпоставам дека мојата обсесија со таа музика доаѓа од најрано детство. Сублиминално сум инфициран со неја. Не само тоа, туку и вашата не е само генетска предодреденост, меѓутоа ретко се среќаваат пејачи кои што имаат таква дикција, таква агогика постигнуваат во пеењето. Со јазикот паралелно ги говоревте двата од почетокот? Да. Она што никаде не се изучува, барем кај нас, мислам. Кога се зборува за пеење, сите мислат дека е битно да тонот биде интонативно точен и завршена е работата. Не. Во пеењето гласот е инструмент како и другите инструменти. Тука морам да го спомнам и микрофонот преку, затоа што има цел еден дел огромен кој треба да се научи како се користи микрофонот и кога се пее од нос, од уста и како се дише и која е динамиката на пеењето и агогиката и кој збор ќе го нагласите затоа што овој концерт на дело покажавте. Да, затоа што раскажувате приказна која треба да допре до публиката и доколку успеете во тоа, тогаш би требало да можете да се наречите пејач. А вие каде го учевте тоа? Не бевте дел ниту од една бродвеска школа или на пеење? Не, јас свиревте виолина во музичкото училиште? Да, свирев виолина, меѓутоа кога почнав да пеам, патем ми е 35 години како држам микрофон во рака. Првиот го купив на 14 февруар 84 година. Го чувате? Не. Ужасен беше. Беше Солтон микрофон, меѓутоа само такви имаше во музички магазин. Ама штом научивте на таков, тогаш се е ова лесно, да, сега така? Иако морам да признам дека првиот пат кога се слушнав преку звучник, односно снимен, се извадив од паметот тоа како звучам, меѓутоа среќа другарите мои ме бодреа и факт е дека од почетокот како сум пеел тогаш и како пеам сега има голема разлика.
Предпоставувам дека тоа се должи на многу работа и на себе пронаоѓање и кај мене тоа дојде без учење во онаа класична смисла, значи немав тутор или ментор кој ме учеше како да пеам. Меѓутоа многу работев на тоа и слушав внимателно што сакам да постигнам и се уште работам на тоа и сметам дека секој ден сум подобар од претходниот, меѓутоа пак ќе повторам дека да, треба да се има талент и да биде човек музикален, меѓутоа без разлика дали станува збор за глас или инструмент, секогаш мора да се стреми кон тоа да истражува и да проба да дојде до некаков си идеален, иако не постои никогаш, меѓутоа да проба секогаш да биде подобар од претходниот пат. Јас го имав тоа задоволство да ве знам и со бендот во музичкото училиште Деус. Значи, за гледачите можам да откриам еве од другата страна, тоа беше бенд по кој што девојчињата сечеа вени, сите беа Џони беше зад микрофонот, Александар Поп Христов беше на гитара, значи Јачек познатиот, на контрабас или на бас гитара тогаш беше Сале, кој што заврши Джез академија во Грац, тоа е Икономов, Александар Икономов, Каше беше на клавиатури, Игор, и Игор Куман од Куманово. И Куман, не, мајка му е од Куманово, ама затоа го вика Куман. Добро, тој беше најубавиот, па затоа го паметам, иако не знам дали се уште се занимава со музика, за жал. На жалост, да. Ама тоа беше, не знам, дали имаше поубав бенд, подобар, побаран во тоа време, иако не постоеше долго, така? Од 84-та до 87-ма. 3 години. Да, 3 години. А таква трага. Да, за тоа време имавме настапи во тоа време кога пристигнуваше штафета. Бевме пред група на Екатерина Велика во Не е мала работа и штафетата и Екатерина, во тоа време се знае. Имавме самостоен концерт во летното кино во парк. И почнавме едни, може би, али ајде да не зборувам напамет, меѓутоа од оние први живи свирки кои се случуваа во кафичи, ние тогаш ги имавме тие во кафичот Маџо, кој беше прв кафич таков кај што парови влегуваат или што ја знам кај што има вратар, нели? Збориме у време пред Матиник, пред тие другите познати кафичи. Имавме секоја сабота матине, свиревме во Маџо. И беше убава дружба. Тогаш бев во некој филм, пишував текстови. И тогаш беа бунтовни текстови. Да, али беше убаво искуство секако. Значи, најголемиот дел остана во музиката, освен Куман, да, остана, да. Што е позитивно искуство, очигледно. Секако. Да. Понатаму, ја знаеме вашата кариера, да кажеме, меѓутоа со тој тип на музика е тешко човек да се наметне во земјава, бидејќи сега дури е, да кажеме, па сте дел од сите прослави на странски организации, каде што сака да се покаже тој таа елитност или елитизам и како веќе не, но сеедно вашиот дел од работата е секогаш завршен на ниво, дел сте од Виенскиот бал, сите ревиски концерти не може да поминат од вас, имате трајни снимки за македонската радио и телевизија. Сте направиле ли пресек досега? Споменавте веќе 30 години, можеше да биде поинаку, сте задоволни? Не зборувам, задоволни сте во техниката на пеењето, музицирањето, зрелоста? 30 години како пеам джез. Задоволен сум затоа што тоа го правев и го правам у средина која не е природно врзана со джезот, нели? Ќе тргнам на страна джез фестивалот, кај што има љубители несомнено на джезот кои го посетуваат, меѓутоа знаеме дека има и луѓе кои одат да бидат видени, кои кога ќе почне концертот се таму, се шетаат во фоаје, кога ќе биде првата пауза исто така да се испоздрават и кога ќе биде најболјиот бенд, обично е празна салата, ги нема. Има и такви. Така да во оваа средина каде што не е да речам мејнстрим таа музика, задоволен сум затоа што
позди себе имам повеќе од 170 снимки на џез композиции. Имам огромен број од нив со ревиски оркестари, со биг бенд. Имам и со Гордан Спасовски сега од концертот снимивме албум. Во исто време работиме и со Мартин Ѓаконовски трио, кое го направивме во состав Мартин Ѓаконовски на бас, син му Левин на тапани, Гордан Спасовски на пијано и јас пеам. Имаме два албуми кои се снимени, кои не се издадени. На едниот ни гостува и Душко Гојковиќ на 5 композиции. Сакам да кажам, постојано работиме, снимам, меѓутоа морам да кажам дека може би најбитен да продолжам да се занимавам со ова беше влезот на Илија Пеовски во мојот живот. Ќе ве прашав сигурно, да. неизоставно. Епа, така и испадна тоа, да речам, сериозното занимавање со овој вид на музика. Јас бев во Лондон во 89-90 година, затоа што бев разочаран од овде, ми рекоа дека не може да пеам џез композиции на англиски јазик, дека треба тоа да ги препеам на македонски, за да можам да ги снимам. И бев на мислење дека ќе биде смешно тоа, доколку се чуе на македонски јазик, како што некоја, не знам, убава народна песна да ја препеете на германски или на француски, веројатно ќе изгледа чудно и смешно. Не сакав да влезам во тоа. Иако не значи дека нема создавани на македонски јазик изворно не значи, џезирани, секако. Меѓутоа, тогаш јас решив дека нема за мене живот тука. Тогаш ќе одам во матичната земја. И ќе одам, да, во Англија. Отидов таму, работев све и свашта. На крај дојдов до тоа да пеам во еден од Хилтоновите хотели во Лондон со еден прекрасен господин на пијано, Стив Меки се вика, шкотланџанец. И он свираше, јас пеев, мене ми беше тоа супер, затоа што прв пат со тој вид на музика ја сведочев за реакцијата на публиката која ме слушаше. И ми даваше тоа кураж дека може би има материјал во мене што може да се развие. Таму го запознав на една журка кај што бевме собрани сите скопјани, тогаш во Лондон, Алјоша Руси покојни, кој беше дојден за со исто нажалост покоен еден мој прекрасен пријател Дарко Марковиќ, кој тогаш живееше таму и работеше. Требаше Дармар да направи шпица за ноќна програма по примерот на Програм Плюс која ХРТ тогаш ја правеше. Македонската телевизија правеше за добра ноќ емисија и Дармар требаше у 3D да ги нацрта буквите, пошто тоаш немаше компјутерска анимација. И така се сретнавме на таа журка и Алјоша Руси ме праша шо правам у Лондон, као да се сеќа дека сум пеел. Ние тоа шетавме сите со вокмени со нас, јас имав демо снимки направено на вокменот, му ги дадов да ги чуе и тој ми рече, ако дојдеш во Скопје, сега се смени правилникот, можеш да ги снимиш на англиски. Со декрет. Ја му реков, пази шо збориш, затоа што ќе ти дојдеме у Скопје, ќе те утепаме од кјота како не зезнеш. Ако се вратам, остава ми работа и све и ништо не испадне. Ја ти кажувам, ќе ги снимиш. Се вратив у Скопје, го најдов во телевизија Јоша Руси. Ми речу, четврток имаш снимање, со бендот предпоставам спремен си. Кој бенд, човече? И улетав целиот во паника во М2 студиото. И на моја среќа таму беа моите школски другари и познати од музичкото. Беџо беше на клавир, Мартин Ѓаконовски беше на контрабас, затоа што Коце дали бил болен, не знам, Мартин го заменуваше. Павел Ренџов беше на тапани, затоа што Шуте беше у тоа време во Шпанија. И така требало да биде. Да, и влегов натре и викам, дечки, дали може бенд да правиме, треба да снимаме у четврток. Како не може? Као ќе се викаме? М2 ќе се викаме, пошто у М2 се најдовме. Пепи Ренџов беше на гитара и Зоки Крагуевски на саксофон. И така го направивме М2. Во четвртокот дојдовме на снимање.
Сака да знаев кажете дека- продуцент Илија Пеовски беше? Илија Пеовски беше продуцент и ја кога чув се здрвив затоа што го замислував као човек од 150 кила, 2 метра висок со дупли брк, што го викам ја, многу страшен. Зашто сте го слушале замислував, кој е бас, дека е Така, мајстор во хармонија? Заради да? неговата репутација мислев дека ќе излези Джини, што барам ја овде, како баш он ми се погоди. Откога ги наместивме боите на инструментите и гласот и јачината во микрофоните, мислам дека прва која ја снимавме беше When Sunny Gets Blue. И кога заврши песната, очекував некаков фидбек во слушалки, меѓутоа се отвори вратата од студиото и Илија Пеовски влезе и рече: "Од кај дојде ти?" И се стрча и ме гушна. И ја бе целиот збунет тотално. Не пипам ништо, супер и ова е. Идеме на следната песна. Ја свиревме следната композиција и повторно немаше реакција од слушалки, се отвори вратата и Пеовски рече: "Не било случајно." И од тој момент се пишавме другари. Потоа Илија Пеовски го викна Љупчо Константинов, кој беше тогаш уредник на забавната редакција во И автор Македонска на радио. многу филмски теми. И му рече: "Слушај, со детево мораме нешто да направиме. Јас сакам да напишам аранжмани за биг бенд и да ги снимаме." Така испадна да ја снимам првата новогодишна програма, со тоа што апетитите расте и онда рекоа у телевизија: "Ајде да ги направиме за ревиски оркестар", и онда беа напишани аранжмани за ревиски. Меѓутоа испадна дека МРТ нема пари за гудачите. И јас отидов во филхармонија и во опера и ги собрав другарите од школа, да, направивме ревиски, ги снимивме и на крај, пошто резултатот беше фантастичен, ги платија музичарите и онда тие музичари останаа и понатака да свират и да фигурираат како ревиски оркестара, кога имаше потреба за нив во телевизија. Инаку на таа новогодишна режисер беше Диме Поповски, мојот ценет колега. Да, така да испадна, убаво искуство беше и од таму почна приказната таа. Натаму и се историја, што велат. Натаму беше лесно. Уствари, јас станав тогаш и првиот пејач на биг бенд во рамките на ЈРТ, кој беше на плата во некој од биг бендовите низ Југославија. И ми беше кејф што сум посебен, дека нешто различно правам јас, дека сум прв во нешто. Уште едно такво пријателство има во вашиот живот многу интересно, дури јас имав шансата да го запознам тој човек кој што беше мистериозен, бидејќи ретко кој можеше да биде пријател со него. Сите прераскажуваа што правел. Јас можев да го запознам лично, но секогаш ќе ми остана една тага што не успеав да го убедам да застане пред камерите и да го гледаат и следните генерации. Станува збор за Ладислав Палфи, врвен пианист со, мислам дека најголем број на снимки за македонската радио телевизија, човек кој што му значи на Илија Пеовски, на Владимир Георгиевски. Владимир Георгиевски го имаше насликано со 6 прсти на рацете заради посебната техника на свирење развиена од него на пијано. Вие му бевте со Тоше Попсимонов од ретките пријатели што и во такви едни услови клинички му создадовте студио и тој така и ги примаше гостите во своето тонско студио. Да, тоа со студиото е на Тоше Попсимонов овакво заслуга. Јас имав среќа и пред тој период да бидам со Палфи заедно. Нормално слушав за Палфи многу од Илија Пеовски и знаев се за него и ми беше криво што нема да имам никогаш можност да го запознаам. Меѓутоа еден ден во мојот дом зазвони телефонот. Збориме еден ден, затоа што на времето телефоните ни стоеа пред собе, немавме мобилни. Се јави Љубомир Бранџолица и ми рече: "Бранџо, на телефону седим со едним пријателем
кој жели да се упозна с тобом. Кој е овој се? И се јавува човек и вика на телефону Владислав Палфи. И јас се здрвив. Немогуче. Човекот се представи, ми кажа дека сака да се запознаеме, дека чул за мене многу од Илија Пеовски и од Бранџо. И дека знае со што се занимавам. Знаејќи толку многу за него, навистина имав трема. Се договоривме да се сретнавме и од тој момент станавме пријатели, така што барем 2 пати неделно се гледавме. Јас тогаш работев за Горд Системи, имавме IBM изложбен салон во простор во Македонска опера и балет од задната страна и он доаѓаше често таму и разговаравме со сати на еден куп теми кои беа и од негов интерес и од мој интерес. Негов интерес беше оптика, хемија, физика, астрал, музика. Така да човекот беше од друга димензија, најмалку што може да се каже. Буквално она што која ќе се каже гений, се мисли тој е точно таков материјал, точно гение кој сме го имале во нашата средина и кој нажалост не сме успеале да го да речам вистински афирмираме и да успееме да откраднеме дел од неговото знаење и посебност, зборам за пошироко во државата, тоа е штета. Меѓутоа имав среќа да се дружам со него, дури на мојата тогашна девојка Палфи се нафати да го прави изборот за незината дипломски балет Убавицата и зверот, така да седевме кај мене дома и сведочевме на неговото неверојатно познавање на светската класична музика, затоа што он успеваше во зависност од сцената, значи следејќи го либретото, да ни предложи пример став од еден концерт и друг став од друг композитор кој seamlessly се спојуваа, кој нема да приметите дека постои спој, така течеше музиката. И тоа може само некој кој има извонредно познавање од сите тие дела, да може не само и интонацијата да е, мислам да е во истото природна хармонска прогресија. Нели? Да се склопи без да приметите дека се менува делото. Се надевам дека некогаш можеби вие што го познававте подобро ќе направите нешто, некое дело, нешто да остане, некоја книга, некои сеќавања, бидејќи го немаме. Да, го немаме, би требало. Мислам мораме да го тоа сториме. Јас тогаш го видов и неговиот ракопис, имаше свој ракопис кој своја анотација, свој ракопис, да. Личеше на хиероглифи, меѓутоа во многу малку текст имаше многу напишано. Дури еднаш ми запе една песна која на радио ја чул и ме препознал по гласот. На англиски, ја не зборуваше англиски. Ми го испеа со се текст, читајќи во тие негови хиероглифи. Да, и беше фасцинантно. Така да имав среќа, или ајде да речам во животот имам среќа да со вистинските луѓе се запознаам на музички план, така со Илија Пеовски, со Ладислав Палфи, со Љубомир Бранџолица. Меѓутоа, она што еве деновиве, например, баш си размислувам, е мојата среќа да со моите херои културни, да речам, сега сум другар. И мене ми е убаво, зашто сум ја помлад од нив. Али, например, Диме Поповски, или Илија Пенушлиски, Илија Пеовски. Тоа се прекрасни луѓе кои се во моето секојдневие и многу сум богат заради тоа и среќан заради тоа. Малку ќе направиме дигресија на самиот крај со уште една друга работа, кога реков дека сте активист, дека не трпите неправди, еден од најзаслужните луѓе за легализација на марихуаната и она што е се уште во процес, се борите за вистинското место на оваа билка во медицински цели, сте вие.
Па добро, јас сум еден од, мислам, кога некоја промена се треба да се случи, во тој момент е многу битно да се насочите кон нешто сериозно. Јас се насочив кон тоа заради неправдата што се случи со ја што сметав дека е неправда со Кирил Попристов и неговото апсење. Тогаш не можев да прекјутам и од тоа непрекјутување излезе мојот ангажман понатака и со Цела акција, цела многу акција сериозна. направивме и здружение, сега веќе има 4 здруженија во Македонија и успеавме да се избориме за закон за медицинска употреба на канабисот, кој претрпе во меѓувреме измени и сега планираме за 2 месеци да предложиме на собранието измена на тој закон, затоа што се бориме до конечна декриминализација па легализација на билката, затоа што е корисна и корисна била и пред 100 години, и пред 200, и пред 2000 години, освен што се користела за сузбивање на одредени медицински состојби, е корисна и како основа за добивање на биодизел или сточна храна или хартија или ако сакате третирање на загадена почва или на крајот на краиштата И третирање на загадени организми, ама и третирање предпоставам на загаден воздух, ако Да. сакате, заради... Па да, затоа што брзо расте, не ја напаѓаат инсекти, отпорна е, значи нема потреба од користење на пестициди. Ама сте свесни со какви гиганти фармацевски се борите, така? Не се секогаш само фармацевските гиганти, некогаш е и неукоста на оние кои ги креираат политиките. Некогаш е наследен страв или научен страв од нешто. Некогаш луѓе реагираат на нешто без да имаат никакво познавање за тоа. Тоа е страшно. Зашто? Така чув, страшно и не го пипај тоа. Меѓутоа е тажно да луѓе во денешно време немаат потреба за наобразба и за научување на нешто ново. Па нека си вештини, алани, преклани. Научив да плетам затоа што ме интересираше. Муабетот ми човек треба секогаш да е отворен кон нови нешта, да, на изврши. подобрување на себе. Ви успева животните лекции да ги пренесете, велат најтешко е на сопственото дете или тоа е секогаш Не, воопшто не е Многу тешко. Не, воопшто не е тешко. Кога имате вајда развиено систем за одлична комуникација со своето дете, во тој случај не е воопшто тешко и многу е битно нормално да бидете со личен пример оној кој ги поставува нормите во семејството. Така да ако гледаат децата добар пример, предпоставам дека такви ќе бидат. едно време беше рокерка во Карев, сега Беше веќе рокерка. помина тој период или? Не знам. Не знам. Не. Ама е За музичките вкусови Да, зборувам, за дали е музичките како вкусови. татко или? Не е по джезот. Не е по джезот. Јас пробав сублиминално да влијам на незе кога беше мала и кога ја успевав, секогаш и пеев джез теми од цртаните на Дизни. И мислев дека така ќе ја заразам, меѓутоа можеби ќе Да не испива сте тоа претерале. понатак. Не. Немаше као, доста не таа пак. Не се случуваше тоа. Меѓутоа сакам да кажем, јас сум родител каков што сум заради тоа што своето искуство, ајде да речам, го земам од тоа каков родител беше мајка ми и очух ми кон мене. Така да мислам дека не е тоа тешка задача. Само треба да сте посветен. И на самиот крај, што е следно? Многу снимки, концерти, самите сте следно задоволни, зенитот, да речеме зрелоста ја постигнавте и во најкамерната варијанта. Да, тоа беше најтешкиот облик најтешкиот, на да. музицирање. Сега нешто полесно ќе правиме. На 30 на денот на джезот април имам настап со биг бендот на ЗДЖМ, Здружение на джез музичари Мора да на го Македонија. споменеме тоа здружение на Гоце Стефковски, ќе го- што направи, да, ќе го ве споменеме некако ве сега. обедини, ве помогна на некој начин. Односно ги донеси и младите и постарите кои свиреа во
ајде да речам, во едно јадро, од каде што се направија еден куп различни комбинации на музичарите кои свират таму и имаме еден биг бенд затоа биг бендот на МРТ нели не постои, сега е единствениот биг бенд кој го имаме овој, со една нова енергија, со нова посветеност, со многу настани и настапи. И ќе настапите на денот на джезот во Ќе настапам на денот на джезот со нив пред МКЦ, инаку бидејќи ова јубилејна година моја што се однесува до пеењето, 35 години како пеам, 30 години како пеам джез. Сакам да направам нешто. Во план ми е концерт со биг бендот на ЗДЖМ, со триото што го спомнав, со Мартин Ѓаконовски, Гордан Спасовски и Левин, и со дел од оркестарот од Македонската филхармонија. Не знам дали ќе успеам да го направам во тој формат во кој што планирам да го направам. Ако ви успее еднаш на пријателска база, нема зошто да не веруваме дека и погодувате финансиите се проблем. Секогаш проблем, нарочито за културата во нашата држава. И да се вратам на почетната најава ваша, да, тоа е разликата меѓу естрадата. Така знам дека не сум естраден пејач. Штом немате пари. Штом не можам да дојам до пари за спонзорство. На добар пат сте. На добар пат сум, да. Јас ми благодарам многу за овој разговор. Ви благодарам на поканата. И да не заборавам, мислам дека овој лик вака вие милувате да дружите со чудни ликови во најубавата смисла на зборот. Вуди Ален е еден од нив. Вуди Ален е еден фантастичен сценарист, супер режисер, одличен ректайм кларинетист, одлично свири. Фантастичен музичар, да, и еден од моите омилени режисери. Супер, бидете фокусирани, никако немајте да се разболите како во еден негов филм од Робин Вилијамс. Ви благодарам многу.